Добар ден пред се, почитувани присутни. Ми представува задоволство и чест што имам можноста токму во овој простор да проговорам за делото и значењето на се словенските просветители Кирил и Методи, за нашите учители, великани, монументи, бидејќи тие во вистинска смисла на зборот се први во својата дејност. Оти во науката многу често знаеме да употребуваме прв основоположник, прв идеолог, автор, но сепак пред сите тие постои некој зародиш, Николец, некој предходник на што ги упатил на тоа, додека пред браќата Кирил и Методи нема предходник, нема фонеми, нема азбука, нема словенска писменост, има само цртички и ресички. Светите браќа овозможија да прозвучи Божјиот збор. Ги поставија темелите на просветата, на црковната и секуларната литература, на словенската култура воопшто. Од 9 до 19 век, нивните духовни и културни постулати преку култот на Свети Климент и преку дејноста на Охридската архиепископија биле основа врз која македонскиот народ го создавал своето средновековно културно наследство. Во почетокот на 19 век, повекот кон нивната традиција бил уште погласен, бидејќи во 1767 Охридската архиепископија била неканонски укината, со што било отворено македонското прашање, биле отворени вратите за наплив на духовната, тоест на културната асимилација на македонскиот народ. Истовремено со процесот на формирањето на државите и нациите во 19 век, во плановите на империалистичките сили, Македонија стана јаболко на раздорот. Па филозофијата на Кирил и Методи ни била и повеќе од потребна. Нивните постулати, афирмација на христијанството, тоест обнова на архиепископијата, просвета на сопствен јазик, борбата против починетост и правото на еднаквост се основните постулати на македонските просветители со која започнале културната и националната преродба во 19 век на македонскиот народ. Неминовно е да истакнеме дека во тоа време и другите словенски народи се наоѓаа под германизација, унгаризација, елинизација, па повикот и доаѓал и од страна на словачкиот поет Јан Колар и од чешкиот научник Јозеф Добровски, за да се проучува словенското минато, да се проучува делото на браќата Кирил и Методи, со што Добровски ја поставува славистиката како научна дисциплина, а послопено бил концентриран и кон откривањето на основата на старословенскиот јазик, при што истакнал дека татковината на старословенскиот јазик треба да се бара во околината на Солун. Во 1857 Михаил Максимович водел расправа со Михаил Погодин, при што ја нагласил разликата меѓу народните руски говори и црковниот словенски јазик. Како што вели, за да покажам голема разлика меѓу црковниот, односно македонскиот јазик и народната руска реч. И рускиот археограф и литературен историчар Вјаземски забележал дека татковината на старословенското наречие е Македонија и можеме да го наречеме македонско, како што го нарекува и Добровски. Значи, македонската културна природба и национална започнува токму со воведувањето на македонскиот народ јазик во писменост и во образованието и покрај непојволните услови и покрај асимилаторските политики, најпрвен од фанариотите од 1876, потоа од српската пропаганда, откако во 1832 и била вратена автономијата на Печката патриаршија, која била одземена во 1766 и бугарската, поточно Трнавската патриаршија, која била укината во 1393 и била под юрисдикција на Цариградската патриаршија се до 1806, кога склучуваат унијатство, па поради интерес на големите сили, поточно на Русија, со политички декрет во 1870 била формирана Бугарската екзархија и од тогаш започнало негирањето и присвојувањето на македонското културно наследство, борбата за поделба на епархиите, што резултирало со поделба на Македонија во 913. Политиката влиела и во славистичката научна мисла, особено во последните 3 децении од 19 век.
За тоа сведочи и Бернштайн, кој забележал дека за жал во делот славистичката наука, во проучувањата за делото на солунските браќа Кирил и Методи, има доста недоследности, па потребен е критички пристап кон проследувањето од славистите, особено од 19 и 20 век, бидејќи толкувањето на спомениците било определен од националните предрасуди, политичките ставови на научниците и нивната религиозна припадност. Бара исправки како за записот во кој се вели дека Свети Кирил бил родом бугарин од градот Солун, бидејќи, како што истакнува, големи контраверзии се јавуваат затоа што научниците често ја гледаат етничката карта на Европа од 9 век низ очите на луѓето од 19 и 20. Забелешки има и кон византиските извори, кои не содржат ниту еден збор за животот на солунските браќа мисии, а на овие извори обсежно се задржува и на нивната тенденција и пишува професорот Илија Велев. Исто така, тој бара и утврдување за дијалектната основа на словенскиот јазик. Сега веќе во денешно време во славистичката наука е потврдено дека старословенскиот јазик е заснован врз јужномакедонските говори од околината на Солун, нели, па поради таа наша традиција, поради дамаскинарската традиција и 69 ракописни евангелиски и апостолски текстови, хроники и ерминии, кои што ги евидентира академик Ѓорѓе Попатанасов, напишани на македонски народен говор, за македонските просветители, заедно со црковно-училишните општини, првенствено било воведувањето на народниот јазик во образованието, обновата на Охридската архиепископија и враќањето на старословенскиот јазик во богослужбите. Скоро секој прв учебник, напишан, буквар, се споменуваат името на Кирил и Методи, како кај Шапкарев, Димитар Македонски, Партен Изографски. Во прилогот на процесот одела и состојбата за која Ефтим Спространов во студијата во ракописот по учебното дело на град Скопје бележи дека и покрај тоа што по укинувањето на Охридската архиепископија од крајот на 18 век грците се обидувале да го истиснат словенскиот јазик и да го воведат грчкиот, сепак тоа не се случи, бидејќи тие не можеле да го искоренат јазикот, зашто бил сочуван во многу цркви и манастири до самата преродба. Еленизацијата не успеала по селата и во некои манастири, бидејќи никогаш старословенскиот не бил сменет со грчкиот. Затоа и учебнигарите своите учебници ги пишувале на македонско наречие, за кое Петар Драганов истакнал дека е повеќе од било кое друго од дузината словенски наречија јазици следот на некогаш знаменитите од Кирило-Методиовскиот јазик. Па во 19 век постојат бројни творби за Кирил и Методи, прв започнува да пишува Джинот, повеќе написи во Цариградски весник, Натанаел Кучевешки одбранил дипломска работа за Охридската архиепископија, Ѓорги Динката ја посветил статијата Познај си се, како и за браќата во песната Самовила, во која од 1862, во која се обраќа до Божиите светители, до наши први апостоли. Рајко Жензифов во 1863 во статијата по повод 1000 годишнината на Свети Кирил и Методи истакнал дека празнувањето за светителите е за сите словени, дека светите браќа кои биле родени во словенската Македонија е од големо значење и дека тој ден бил во вековен заборав, но дека за словените настапил кога период ќе се возобнови овој нивен спомен. Воедно, за чествувањето на овој празник упатил критика до Русија, нагласувајќи дека и покрај тоа што 1000 години непрекинато го слушаат Божијето слово на јазик на кој говореле родените во Солун, не го чествувале овој празник и извршиле предавство под влијание на грците. Па ваквото критичко мислење на Жензифов секако е оправдано, бидејќи навистина само Русија од сите словенски народи не подпаднала под никаква асимилаторска политика. А македонскиот народ токму низ векови ги славеше нивните имиња, особено преку култот на ученикот Свети Климент Охридски и преку Охридската архиепископија. Нивните ликови беа меѓу народот во црквите и манастирите. И во 1865 има
бележени оставено податоци дека веќе се празнувал кај нас и се чествувал овој свет ден. А Исаија Мажовски во своите спомени информира дека заедно со Натанаел Кучевишки 1867 отпатувал во руската престолнина за да присуствуваат веќе откако започнале во Русија да го празнуваат ово свечено празнување на споменот за нашите просветители браќата Кирил и Методи. Григор Прлич 1885 при прославата одржал високо поетична пофална панегирика во словото за Кирил и Методи. Тој вели дека освен што го нагласува нивниот карактер, кроткост, смиреност, трудолюбивост и љубов, ја опишал и состојбата на нивната татковина. Откако го породи великога Александра, откако ги породи свети Кирил и Методија, оттогаш мајка Македонија лежи на своето легло, ужасно изнемоштена, примрена. Грешно е да каже човек дека Македонија не може да раѓа велики мажи. Македонија ќе роди звездоподобни младичи, кои ќе изучат уште многу Кириловци и Методиевци, кои што ќе бидат светила на нашите училишта, ќе бидат благолепие на нашите цркви, ќе бидат столбови на вера и ќе го прославуваат македонското име. Во однос на националното и Трајко Китанчев 1885 по повод 1000 годишнината од смртта на Методи истакнува дека споменот за нашите просветители не е само црковен, туку и национален празник, празник на идното поколение, на цивилизацијата и образованието, на умот и науката, но дека во благословената нивна татковина Македонија, таму желбата на светите браќа уште не е исполнета. За нив пишува и Ѓорѓија Пулевски и Марко Цепенков, постојат бројни песни, записи во македонскиот литературен век за сесловенските просветители, чија мисла ја одржуваше културната обстојба на македонскиот народ во средновековниот период, му овозможи на македонецот да го преброди асимилаторскиот 19 век, а која треба да ни служи за поука и во денешницава, бидејќи како што забележал свети Кирил, дека на разорената ледина, на која со брат му Методија фрлја чисто семе, многу грабливци вртат око на нашава нива и демнат момент. Само во нашата сплотеност и упорност гледам знак дека трудот нема да ни биде залуден. Благодарам.